Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема приватноста пред безбедноста или обратно. Спорот меѓу Американското министерство за правда и Apple за пристап до телефонот на Сеат Ризван Фарук, еден од напаѓачите во масакрот во Сан Бернардино, ја обнови старата дилема. Кој треба да има поголем правен и морален авторитет врз приватноста на луѓето, владата или компанијата која ги прави телефоните? Судскиот налог со кој се бара од компанијата Apple да ја помогне на американската влада да го отклучи кодираниот iPhone, еден од убиците во масакрот во Сан Бернардино, отвори ново поглавие во законската, политичката и технолошката борба во врска со спроведувањето на законите меѓу заговорниците на граѓанските права и големите технолошки фирми. Владата тврди дека телефонот бил клучен доказ во истрагата за еден од најтрагичните напади во Соединетите држави, извршен од луѓе кои биле поврзани со исламските милитанти. Меѓутоа, групите за заштита на приватноста предупредуваат дека принудувањето на компаниите да ги дешифрираат нивните апарати го загрозува техничкиот интегритет на интернетот и представува закана не само на приватноста на корисниците, туку потенцијално и на граѓаните на секоја земја. Тоа не е само лизгава патека, вели адвокатот Марк Ротенберг, кој е председател и извршен директор на Центарот за информации за електронска приватност во Вашингтон. Тоа всушност се однесува на сите телефони. Со други зборови, овозможување пристап на еден телефон значи дека мора да овозможите пристап на сите телефони. Однапред не се знае кои телефони во текот на истрагата ќе треба да ги погледате, додава Ротенберг. Тој исто така оценува дека директорот на FBI, Джеймс Коми, ја политизирал истрагата во Сан Бернардино, велејќи дека агенцијата ја притискал Силиконската долина да направи промени во нивните апарати, дури и пред нападот на Сан Бернардино. Ротенберг исто така рече дека прашањата за сегашната судска одлука на Apple одат подалеку од мноштвото податоци откриени од поранешниот соработник на американските разузнавачки служби, Едвард Сноуден, за деталите за американските програми за следење и надледување. Тука всушност се случува нешто друго, вели Ротенберг додавајки. Она што се случува овде е што FBI вели дека не сака само да добие пристап до евиденцијата што може да има Apple. Станува збор како Apple ги дизајнира своите мобилни телефони. Или ние сакаме да дизајнирате мобилен телефон, бидејќи во иднина можеби ќе ни треба пристап до приватни податоци што сега ги немаме во моментот. Федералниот судија во Лос Анџелес му нареди на Apple да обезбеди разумна техничка помош на лицата кои ја водат истрагата во податоците на iPhone-от, користен од Ризван Фарук, кој заедно со неговата сопруга уби 14 лица, а рани 22 други на 2 декември во Сан Бернардино, Калифорнија. И двајцата беа убиени во престрелка со полицијата. Федералното истражно биро ги испитува потенцијалните комуникации на двојката со милитантите на Исламската држава и други терористички групи и затоа бара пристап до iPhone-от. Повеќето експерти за безбедност, вклучувајќи и многумина кои служеле во владата, велат дека напорите на владата да обезбеди пристап до кодирани уреди представува своевидна контрола. Овој аргумент беше изнесен и пред 2 децении, кога владата се обиде и не успеа да ги принуди технолошките компании да вклучат специјален чип во нивните производи за потребите на надзорот. Тука треба да се биде неутрален, вели експертот за сајбер безбедност Џамил Џафер. Ние во оваа земја секогаш балансиравме меѓу приватноста на една страна и безбедноста на друга. Мораме да го преиспитаме ваквиот баланс, бидејќи денес ситуацијата е неодржлива. За жал, во оваа земја најверојатно ќе имаме уште терористички напади. Кога тоа ќе се случи, ќе се постави прашањето дали имало некаква порака чие дешифрирање би можело да го запре тој напад. Вели Џафер, екс-советник на помошникот јавен правобранител за национална безбедност во Американското министерство за правда. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Снимките со прислушуваните разговори што ги обелодени опозицијската СДСМ покажаа дека во Македонија било расширено незаконското следење на луѓето. Затоа, според експертите, е неопходна корекција на законските одредби, бидејќи најважно е што е можно подобро да се заштити приватноста на граѓаните.
Во Македонија долги години се злоупотребуваат системите за контрола на телефонските линии и другите начини на комуникација како што се интернетот и социјалните мрежи, велат експертите. Тоа значи дека целиот систем бил под контрола на политичките партии, ако според законот телефоните и другите средства за комуникација не може да бидат прислушувани доколку за тоа не постои наредба од суд, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Тој истакнува дека се потребни корекции на законските одредби и оценува дека кај нас немаат приоритет ниту безбедноста на државата, ниту приватноста на граѓаните. Генерално има прецизно кога може да се контролира телефоните. Доста е расширена таа можност, бидејќи тоа е на ниво на судија за претходна постапка да носи таква одлука, такво решение. Кај нас се проширени тие што можат да барат прислушување, Министерство за одбрана, Управа за јавни приходи, натаму Агенција за разузнавање, Министерство за внатрешни работи, сите тие можат да и Цариска управа, сите тие можат да инициират да бидат телефоните ставени под контрола, доколку за тоа постојат основни сумњи дека некој извршува или се подготвува да изврши кривично дело. Така да широк е диапазонот на можности, мислам дека тоа треба да се коригира. Инаку во Законот за кривичната постапка точно е наведено за кои кривични дела средствата може да бидат под контрола. Се работи за тешки кривични дела, посебно за убиства, силувања, разбојништво, но исто така и за тероризам и тешки облици на организиран криминал. Кога се работи за националната безбедност, за тоа дали средствата за комуникација може да бидат под контрола, одлучува Врховниот суд, а за сите други случаи судија на претходна постапка. Трајано вели дека операторите се обврзани да ја почитуваат приватноста на корисниците, бидејќи во спротивно законот предвидува и затворски казни за нив. Меѓутоа, масовното прислушување на граѓаните што го обелодени опозицијата, го отвори прашањето дали е можно толку многу телефонски броеви да биле под контрола на службите, ако во тоа немале улога и операторите. Експертите велат дека операторите немаат можност да ги контролираат службите за контраразузнавање и службите за безбедност, дали тие поседуваат соодветен судски налог. Трајано вели дека операторите знаат дека одредени броеви се под контрола, но ти тоа не може да го спречат. Затоа што тоа оди по автоматизам. Во Министерство за внатрешни работи, практично со еден клик, кои брои сакат да стават под контрола. Телефонските оператори знаат дека одредени броеви се под контрола, но не може тоа да го спречат. Тој сепак дополнува дека операторите на еден или друг начин можеле да се посомневаат и да алармираат дека толку многу броеви биле под контрола, бидејќи и за нив исто така било проблем на сите тие броеви сигналите да ги насочуваат кон МВР. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.